Добар ден, драги ученици, јас сум Ленче Јаневска, наставник по биологија и природни науки во Основното училиште Петре Попарсов во Богомила, општина Чашка. Денешната наша содржина е разградувачи или како уште се наречени сапрофаги. Името е поради нивниот начин на исхрана, а името сапрофаги доаѓа од грчкиот збор сапрос, што значи гнило или изгниено. Кои се денешните цели на часот? Тоа е учениците да ги научат видовите разградувачи и нивниот начин на исхрана, да се знае важноста на разградувачите во мрежите на исхрана, како и поволните услови за нивно влијание. Како прво ќе се потсетиме на синџирите на исхрана, кои што ги имате претходно учено во претходните оделенија. И знаете дека тие се представени од произведувачи и потрошувачи. Произведувачите тоа се растенијата, зашто произведувачи затоа што со процесот на фотосинтеза растенијата создаваат, произведуваат храна и при тој процес на фотосинтеза сончевата енергија се трансформира во хемиска енергија која што е врзана во самите растенија, во самите произведувачи. Карактеристично е да се напомене дека таа хемиска енергија понатаму се пренесува на останатите членови од синџирите на исхрана, тоа се потрошувачите. И знаем дека тие потрошувачи може да бидат од типот на тревојади, месојади и сештојади. Но сега тука се поставува прашањето што се случува со овие членови од синџирите на исхрана после нивната смрт. Тука веќе сега настапуваат разградувачите со кои што ќе се запознаеме ние денес. Сите сме денеска свесни дека со својот современ начин на живот човекот постојано создава огромна количина на отпад, која што за жал таа ситуација не е само во нашата држава, туку представува глобален светски проблем. Прашањето е понатаму што со целиот тој отпад. Ние сме сведоци дека таа количина на отпад е насекаде во урбаните средини, често може да се види во сите водени површини, но за жал не е поштедена и природата, затоа што сме сведоци на огромни расфрлања на отпад во самата природа. Дури може често да се сретнат многу мали диви депонии кои што за жал штетно влијаат на самата природна животна средина. Рековме како понатаму со целиот тој отпад, како човекот се справува. Еден од начините е да се тој отпад селектира, односно да се рециклира, и со тоа рециклирање тој селектиран отпад се собира, се преработува и повторно се употребува, односно реупотребува. Тука сакам да го стопирате видеото, имате една табела со две колони. Во првата колона сакам да наброите неколку материи, материјали кои што можат да се рециклираат, додека во втората колона треба да наброите неколку отпадни материи кои што се од органско потекло. Кои се материи од органско потекло? Сите оние супстанции кои што потекнуваат од живи организми се нарекуваат органски материи. Кажавме дека селектирањето или рециклирањето на отпад е еден од начините со кои што човекот се справува со огромната количина на отпад кој што се среќава во секојдневието. Но тука да се запрашаме и што се случува со мртвите организми и отпадните материи што ги создаваат тие. И друго прашање, што се случува па со отпадот од органско потекло, тој отпад сите ние во нашите домови секојдневно го правиме во големи количини. Целиот овој отпад, дали од мртвите организми или отпадот од органско потекло, го разградуваат разградувачите. Тука ќе се запрашате можеби па како ќе ги дефинираме разградувачите.
Разградувачите представуваат организми кои својата енергија ја добиваат со разградување на мртви тела и отпадни продукти од животни и растенија. Откако видовме што се представуваат разградувачите, овде на овој слайд во оваа табела имате видови разградувачи кои што ги разградуваат тие органски материи и ќе се запознаеме и со нивната функција. Тука, како прво ќе ги спомниме печурките, габите, значи спаѓаат во царството на габи, они вршат разградување на изумрени растенија и делови од растенијата. Како други разградувачи ќе ги спомнеме и мувлите. Мувлите исто така спаѓаат во царството на габи, има повеќе видови на мувли, но ние ќе ги спомнавме тука во видовите на разградувачи затоа што тие се чести расипувачи на храната. Следни разградувачи се дождовните црви. Дождовните црви се важни во распаѓањето на мртвите листови во животната средина и на тој начин они создаваат компост. Неминовно е тука да се спомнат и бактериите, кои што спаѓаат во царството на бактерии, а за нив е карактеристично дека тие спаѓаат во групата на микроорганизми, затоа што имаат микроскопска големина, а се хранат со мртви материи и предизвикуваат нивно распаѓање. И тука ќе ги спомнеме ларвите на инсектите, кои што често можат да се развијат на храна и да предизвикаат расипување на самата храна. Значи, откако видовме што представуваат разградувачите, кои се видовите на разградувачи, сега како друга цел ни е да се запознаеме со најповолните услови при кои што се врши распаѓањето или разградувањето на органските материи од страна на разградувачите. Значи, кои се поволни услови при кои се забрзува распаѓањето? Тоа се топла температура, доволно вода и доволно кислород. Што значи при доволно топлина и влага и ако има доволно струење на кислород, разградувачите си ја вршат својата функција, односно разградување на самите органски материи. И како второ, како се isхрануваат разградувачите? Кога веќе има поволни услови, сега прашањето е на кој начин они се isхрануваат. Вие знаете дека во нашиот дигестивен систем човекот при внесување на хранливите материи, како што се јаглехидрати, протеини и масти, тие се разградуваат во нашиот дигестивен систем под дејство на ензими. Тие ензими вршат разградување на овие хранливи материи до ситни молекули, кои што ситни молекули понатаму можат лесно да поминат низ тенкиот цревен зид и да навлезат во крвта, односно во циркулацијата. Но тука важно е да се напомене дека сите разградувачи, повеќето разградувачи немаат такви дигестивни системи. Можеби дождовните црви имаат дигестивни системи, но сите немаат и повеќето разградувачи немаат дигестивни системи. Пред да видиме, да преминеме на тоа како мувлата се isхранува, овде сакам да погледнете една слика каде што има парче од леп на која што има веќе нафатено мувла и со нејзино зголемување гледаме дека тоа се колонии од мувли. Како следно ќе го разгледаме isхранувањето на мувлите, односно начинот на исхрана на самите мувли и на кој начин тие вршат разградување на лебот. Овде лево имате слика на која што гледаме како се имаат развиено неколку различни колонии на мувли на парчиња леб. Сега да се запознаеме на кој начин функционира разградувањето на лебот од страна на овие мувли. Мувлите, како прво да кажеме дека тие се размножуваат со спори, еве ги тука. Овие спори кога ќе паднат на лебот на супстратот, изникнуваат тела на
на мувлите кои што се нарекуваат мицелиуми. Тие се представени од тенки, кончести хифи, кои што лесно и брзо се разгрануваат во самиот на самиот леп. Гледате, тие потсеќаат на корен на дрвјата. Понатаму што се случува? Овие хифи лачат ензими и тие ензими вршат разградување на протеините и на скоробот до најситни молекули. Тие ситни молекули, разградени од страна на ензимите, понатаму преку хифите навлегуваат внатре во самата мувла. И тие молекули понатаму им служат на мувлите за добивање на енергија, за добивање нови клетки, значи за растење и развиток. Овде би сакала да размислите и да ви поставам неколку прашања кои што можеби не се баш пријатни да ги слушнете, но се дел од нашиот секојдневен живот. Дали сте виделе ларви од мува во чорба? Дали какво е чувството кога вадите леп за ручек и тој фатил мувла? Ви скиснало млекото, чувствувате непријатен мирис, дали ќе го испиете? Сите овие работи не се пријатни да се слушнат, но сепак од друга страна нас ни се од големо значење да ги спомнеме. Зошто? Затоа што таа непријатна миризба и тој изглед на храната нас ни создава одбивност и при таа одбивност ние не ја консумираме таа храна, а на тој начин се заштитуваме од различни болести. Зошто? Затоа што разградувачите при напаѓање и разградување на храната може да создадат супстанции кои што супстанции го менуваат вкусот и текстурата на самата храна. И при тоа некои од тие супстанции можат да бидат токсични и можат да предизвикаат труење на нашиот организам. Значи, да заклучиме дека со самиот изглед на оваа храна кога ќе биде нападната од разградувачите и ширењето на тој непријатен мирис, нас ни создава одбивност, а на тој начин ние се заштитуваме од несакани болести и труење на нашиот организам. Покрај тоа што нели не ни е пријатно да ја почувствуваме непријатната миризба или да видиме дека нашата омилена храна е нападната од овие разградувачи и ни го расипале нашиот оброк на кој што сме се радувале, битно е да се напомене дека разградувачите имаат огромно значење за нас и за самата животна средина. Зошто? Затоа што со функцијата на разградувачите и разградување на самите органски материи нема натрупување на мртви организми и тела и отпадни материи во животната средина. Замислете што се би се случило и како би изгледала нашата планета ако нема разградување на мртвите организми, на отпадните материи, колку би било тоа огромно натрупување на отпад во нашата животна средина. Другото значење кое што треба да се напомене за разградувачите е дека при таа нивна функција и разградување на органските материи се ослободуваат молекули и тие молекули од тие распаднати мртви организми и отпадни материи повторно се искористуваат од живите организми и растенијата. Како? Со тоа разградување, значи се создаваат нутриенти, минерали кои што тие повторно паѓаат на почвата и растенијата при тоа ги користат за нивниот раст и развиток. Овде имате слика во која што во домашни услови вие може да направите компост. Значи имате тука, гледате биоотпад, ова е отпад кој што
ние во секојдневието постојано го создаваме во секој дом во големи количини. Што може да направите со тој биоотпад? Да се стави, да се измеша и да се остави да се преработи во компост, кој што компост ќе биде богат со многу корисни нутритиенти, кои што тие нутритиенти после ја збогатуваат почвата и може да тој компост да го користиме за прихрана за нашите саксиски растенија, доколку ги имаме. Значи, ова е во домашни услови да се направи компост од биоотпад. Истото тука е важно да се напомене дека истото се случува и во самата природа. Тоа компостирање кој што се врши постојано овозможува да сепак тие нутритиенти повторно се вратат во животната средина и на тој начин се прави едно кружење на тие материи во самата животна средина. Тука би сакала повторно да го стопирате слайдот и да ви приложам една активност која што ви ја насловиле како разградување на овошје. Оваа активност се состои во неколку чекори. Што треба прво да направите? Во сад да ставите било какво овошје, мандарина, портокал или јаболко, какво имате. Да го означите со датум, значи кога сте го ставиле овошјето. Потоа тој сатот со овошје потребно е да го ставите на топло место. За вас е после тоа важно да на секои 2-3 дена го проверувате овошјето и како крај на завршна активност ќе ви биде да ги запишете промените што ќе ги забележите и со можност да направите цртежи или пак да направите фотографии. Како крај би сакала да ви упатам една порака до сите вас. Се надевам дека ви помогна ова мое излагање да ја сватите улогата и значењето на разградувачите во самата животна средина и која би била мојата порака, а се надевам дека таа порака ќе ја насочите кон други луѓе, а таа порака е да немој да фрлите стаклено шише, лименки, пластични ембалажи, најлонски кеси кога сте на излет. Може би ќе се запрашате зошто. Тогаш размислете и нека потсетете се на оваа денешна содржина. Дали разградувачите со кои што се запознавте денес со своите ензими можат да ги разградат сите овие напоменети материи кои што може би ги носите на излет. Ви благодарам, драги мои, на вниманието.